Овој споменик пред владата е дело на хрватскиот скулптор Иван Мирковиќ, изработен 1955 година. Тој е символ на ослободување на Скопје на 13 ноември 1944 година. Борби водеа борци на две партизански дивизии и еден батальон. Тие се доказ за 4-годишниот раст на антифашистичкиот отпор во Втората светска војна, на слободарскиот дух во Македонија. Во ова време на злоупотреба на слобода, нарушени етнички вредности, на бескрупулозен грабеж, добро е за прочистување на совеста да се погледа во историските амбари. Извртување на историските факти е лага, а лагата и науката не одат. Во Тетовирани души Горан Стефановски опишува еден историски стереотип во однесувањето на македонците. Иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Во ово издание на Трилинг ќе разговарам со професор доктор Митко Панов, кој воедно и директор на Институтот за национална историја. Професор Панов, благодарам најпрво што издвоивте време за ова празнично издание на Трилинг, да поразговараме околу историските факти. 11 октомври е еден од најзначајните македонски одредници во историјата. Почетокот на антифашистичката борба во Македонија 41-а, дали во модерната поствоена историја е доказ постојано дека сме на вистинската страна, или се уште имаме дилеми во однос на тоа дали во тоа време бевме на вистинската страна? Благодарам на поканата најпрво и да го честитам празникот на македонските граѓани. Како да кажам, ние секогаш сме биле на правилната страна, меѓутоа прашањето е што сме добиле од тоа. Во случајов 11 октомври е символот на тој непокор на македонскиот народ и на останатите заедници кои што се избореле за државност, кои што ја почнале и иницирале вооружениот отпор против окупацијата и фашизмот. И тоа е таа символика или придонес која што Македонија има во однос на тие, да кажеме, сега европски вредности кои што предупредуваат да не се повтори. Значи, она што јас би го потенцирал е фактот дека 11 октомври би требало да биде не само одбележување на еден значаен настан, туку и секогаш преиспитување на самите себе. Што сме направиле, односно што направиле нашите претходници, што ние треба да направиме сега за државата. И тоа треба постојано да го имаме предвид кога зборуваме или да се преиспитуваме дали сме на вистинската страна. Дали се уште има простор за преиспитување на историјата? Не знам во кој смисол го кажувате преиспитување на историјата, бидејќи историјата по дефиниција е нешто што ја рефлектира традицијата. Значи, едно е да имате традиција која што се одржува во случајов, нели, ние го имаме 11 октомври како ден или определен со президиумот на АСНОМ на 8 септември. Еве го носам и мислам со мене и одлуката за прогласување на 11 октомври, која што е донесена президиумот на Народното собрание на 8 септември 1945 година и тоа е закон за прогласување на денот на Народното востание во Македонија за народен и државен празник. И тука се дефинира за да се прослави споменот на овој ден кога Македонија почна првите востанички пушки против фашистичките окупатори и така нато. Тоа е таа одлука која што ние како Институт за национална историја и архивот заедно со Државниот архив ќе биде дел од изложбата која што организираме по повод 80 години од АСНОМ и антифашистичката борба и која што на 13
ноември свечено ќе биде отворена во Музеот на македонската борба за самостојност. И на тој начин сакаме, меѓу другото, ќе имаме и конференција посветена на 80 години од антифашистичката борба, минатото и сегашноста, како ние гледаме на овие настани. И на тој начин сакаме да дадеме придонес во поглед на тоа како, на кој начин се одбележува овој јубилеј и каква била државотворноста, бидејќи изложбата во случајов ќе биде посветена на државотворноста на АСНОМ преку формирањето на институциите и сите овие одлуки ќе бидат поместени во АСНОМски одлуки во изложбата. Борбите главно беа водени од комунистичкото движење. Како и кога се распознала граѓанскиот отпор кој до АСНОМ се на некој начин маргинализираше? Граѓанскиот отпор. Видете, тоа е прашање кое што не можеме да го дадеме класичниот одговор, нели, бидејќи тоа изискува на тамошни истражувања. Но во секој случај тука се мобилизацијата е присутна на просторот на Македонија и знаеме ние тие околности во кој сегмент во кои услови се покренува сета таа мобилизација која што е присутна во изминатиот период, сега само доаѓа до израз, нели, во една организирана форма. Така што граѓанството апсолутно е дел од таа интелигенција која што се станува на чело на мобилизацијата на тој отпор, да кажеме, против тогашните власти, нели, и кој што на крајот резултира со една масовно востание. Професор Панов, дали се истражени сите црни петна од воената и посткомунистичка историја во Македонија, на пример, побуната во Скопје со паролата на Солун, а не на Срем, или Голи оток, југословенскиот Голак, или ликвидациите на граѓанската десница со Ченто? Тие се прашања кои што постојано ќе треба да се истражуваат, бидејќи нашата историографија ги има абсолвирано во дел, меѓутоа мојот впечаток е дека тоа постојано треба да биде дел од нели нашите натамошни истражувања, бидејќи јас секогаш зборувам за тоа дека историјата не смее да се свати како вечна вистина, нели, дека треба да работиме кон тоа да се истражуваат нови факти, нови документи, нови архивски материјали со кои што располагаме за да можеме да се доближиме до вистината. Така што не би рекол дека се тоа петна, туку едноставно тоа е дел од нашата историја. Кога велите дека историјата не треба да се или не смее да се сваќа како вечна вистина, дали тука оставате маневарски простор дека сепак постои можност за проблематизирање на одредени настани, личности, факти? Па не би рекол дека е проблематизирање, бидејќи историјата во својата суштина, односно документите во својата суштина се субјективна категорија. Аз зборам за тоа што се наметнува како тенденција да се, да кажеме, да се ревидираат одредени факти, тоа е едниот аспект. Меѓутоа, другиот аспект, барем јас како што ги гледам работите, е дека сите изворни податоци, да кажеме, се продукт на одредено време. Меѓутоа, истовремено пак треба да има предвид дека во формувањето на нашата представа за минатото, секогаш треба да имаме предвид и традициите кои што се биле негувани на овие простори. Така што доколку го гледаме тој сегмент на негување на традиции меѓу народот кој што се одржал со толку време, сваќаме дека во суштина тоа е тоа што ја движи државата, нели? Дали ќе најдеме некој документ кој што ќе има некакво поинакво
гледиште или поинако видување околу настаните, тоа е само еден мал сегмент, меѓутоа она што е клучно според мене се тие традиции кои што се одржувани со децени или векови. Кога и како ќе започне процесот на истражување на процесите и настаните од самостојна Македонија? Па тие се почнати. Тие се почнати со тоа што друго е прашањето нели за тоа колку ние во конкретниот момент сме екипирани да го реализираме тоа, бидејќи во изминатиот период како историјата како да беше маргинализирана, нели институтите беа ставени на страна од сите процеси. Мислам дека со една добра стратегија, со една добра политика може да се динамизира тие истражувања, се со цел да се проучи современиот контекст, бидејќи проблемот или условно кажано комплексноста на современиот дел на историјата или нашето современие, кој што се уште го живееме, знаеме дека, како што спомнавте на почетокот, ова на што денес го правиме, утре, нели, веќе за утре историја или минато. Така што минатото е, нели, и иднина во некоја смисла. Така што мислам дека комплексноста се должи на тоа што нели имаме ние и современици кои што се сведоци на тој простор, па и ние сме самите сведоци на современиот контекст на Македонија. И оценката обично доаѓа со една поголема хронолошка дистанца, бидејќи субјективноста е секогаш присутна, нели, во однос на тоа кој што направил, како направил за државата. Меѓутоа, водилка на се, мислам дека индивидуалноста, кој како ќе гледа во однос на тоа што треба да направи за државата, затоа и реков дека треба да се преиспитуваме секогаш самите себе, пред да, ако сме веќе дел од некои процеси општествени, за да, еве, утре историјата каже, или историчарите кажат, дадат своја оценка или свој суд, бидејќи историјата е самата по дефиниција со тек на време е судија на тоа што до сега било направено. Македонско-бугарската комисија, дали ова комисија ќе го одреди каква била улогата на бугарите 41-45, која била нивната улога? Фашисти, екзекутори или можеби окупатори? Јас се уште формално не сум дел од комисијата, бидејќи не сме подпишале договори. Сега еве прашувам како историчар. Значи јас не можам да кажам комисијата што ќе направи, меѓутоа можам да кажам мојот став кој што сум го изразувал и претходно, дека во суштина тука се работите јасни. Мислам, доволно е да се погледнат документите и друго е прашањето дали тоа ќе биде прифатено или не, нели? Затоа и го истакнав в контекстот на Асном и кој што укажува на која страна дека сме биле. Нели, да заклучиме во контекст на првото ваше прашање, во суштина да, ние сме биле на вистинската страна, меѓутоа дали тоа сега реално се цени, бидејќи ние постојано треба да ги истакнуваме, нели, и нашите жртви, и жртвите на нашите евреи, кои што се едноставно жртви на тие моменти или тие обштествени, војно-политички и обштествени контексти, кои што довеле до такви војни кои што во случајов предупредуваат. Ние имаме и денес, нели, војни, меѓутоа она што тогаш се случува, тоа е фундаментот на современа Европа и фундаментот на светскиот поредок, во кој што ние имаме огромен придонес со нашата борба против тогашниот, нели, фашизам. Каква била улогата на бугарите во тоа време? Па го знаеме ние контекстот
така што доволно е само да го прочитате и Асном, кој што ги рефлектира, нели, и сите документи и целиот контекст на кој што се рефлектира и во прогласот и сите манифестот на Асном до македонскиот народ и другите граѓани, во кој што јасно се дефинира каква била улогата на тогашна Бугарија и каква е улогата на Македонија во тој поглед. Така што еве го и законот, не случајно го прочитав, со кој што се прогласува 11 октомври, токму е насочен. Го има тој карактер на антифашизмот, во кој што се вели дека ќе се прославува секоја година како дело кога отпочнала Македонија народното восстание против фашистичките завојувачи и нивните слуги. Тоа е документ кој што ги рефлектира, нели, она со што се бореле нашите претходници и со кој што ние го гледаме карактерот на нашиот дел, нели, нашата улога во историјата и во поставувањето на фундаментите на Европа, современа Европа. И токму тоа треба да биде нашата водилка, нели, и нашата порака, не само како историчари, туку како држава, дека тоа се историски факти кои што укажуваат на значајната улога која што имала Македонија и која што треба да биде вреднувана и во денешен контекст. Деновиве на порталот Денешен е објавено дека бугарски академик Стефан Панаретов објави дека правите изворни бугари никогаш не стапнале на територијата на Македонија која била населена од словени. Дали паѓа во вода тезата дека сме еден ист народ? Па, таа теза е конструкција на 19. век и не држи едноставно таа теза која што не постои. Мислам дека само е еден политички контекст, проектирана проектирани теории од 19. век за да се легитимира оној проект, руски проект на голема Бугарија. И рефлексиите ги гледаме до ден денес, за жал. Тоа е, мислам, мој личен став. Значи, тука повторно ќе се оградам. Така што она што јас го гледам, имајќи предвид дека со години ги проучувам македонско-бугарските или балканските историографии, општо земено, меѓутоа не само балканските, туку и руската и западните историографии, во контекст на прикажувањето на средновековието во конкретниот случај и третманот на средновековието, и можам слободно да кажам дека тоа е апсолутно конструкт на 19. век, кој што, еве, за жал се провлекува и до ден денес. Може ли да излеземе од овој македонско-бугарски јазол? Повторно доаѓаме до тоа дека се интерпретација. Интерпретациите се тоа што го оптоваруваат, да кажеме, зборам за политичките интервенции, ги оптоваруваат односите. Јазолот е заплеткан, мислам дека е заплеткан поради политиката. Ако се остаат историчарите, или не само историчарите, туку и граѓаните, слободно да ги реализираат своите потреби, да кажеме, економски. Нели, мојата секогаш зборам за тоа дека приоритет во однос на одредени народи, нели, држави, добрососедски, треба да биде таа академска размена, економска размена, културна размена. Ние имавме пример, нели, како своевремено со двете академии на Бугарската и Македонската академија има заеднички проекти кои што јас би рекол дека можно добро или можно успешно резултира со едно доближување не на ставовите, бидејќи ставовите де факто не можеме ние да зборуваме за заеднички ставови не само со Бугарија, туку генерално, бидејќи историјата или науката во суштина е динамична работа која што
подразбира различни ставови, спротивставува на различни ставови. Иначе Добро, нема да имаме прогресни. Тоа не е спорно. Нормално е да се има различни ставови, но професор Панов, споменавте дека можеби низ културна дипломатија може да се релаксираат односите. Имавме неодамна класичен пример за обид за релаксација и доближување на односите да. Скопје-Софија врз основа на средбата на нашата председателка со бугарскиот председател Радев, па видовме како заврши целата состојба. Дали при едни вакви, помалку тензични односи, провокации од едната и од другата страна, може да дојде до релаксирање на односите или ќе останеме секој на своето? Па, повторно доаѓаме до тоа да политичкиот контекст го диктира општествениот. Добро, бидејќи велите постојано политиката влие врз историските проблеми, односно не им се остава простор на историчарите врз факти и докази да разговараат, тогаш сте наметнал другото прашање, следното. Зошто тогаш имаме потреба од формирање на македонско-историска образовна комисија која треба да ги расчисти сите нејасноти? Па, јас не би рекол дека, барем јас така ја сваќам, повторно доаѓаме тука до политичка одлука дали треба или да нема комисија. Вие што мислите? Јас не можам да кажам тоа е политичка одлука. Меѓутоа, проблемот настанува моментот кога имате различни практики, имаме ние позитивни практики од Европа кои што не се применуваат во конкретниот случај. И повторно ќе кажам дека доколку сакаме ние, веднаш може да се реши проблемот, доколку сака... Како да се реши? Ако велите дека може веднаш да се реши? Ако не гледаме на историјата, ако се тргне историјата од политичките контексти, ако историјата не е сватена како дел од политиката, зборам се конкретно за македонско-бугарските односи, бидејќи не можеме да забораваме дека и меѓу Бугарија и Грција или Бугарија и Србија има исто историски спорови, така. Зошто во случајов јас секогаш зборам, да кажеме, за учебниците по историја или за генерално контекстот историски, да кажеме, од средновековието, зошто на Бугарија го форсира оној проектиран или подоцна измислен апелатив или епитет за Василий II како бугар-убиец, што е конструкција подоцнежна, не е во негово време направена. А тоа го припишуваат на Византија, односно на Грција, зашто па тоа не е проблем за нив, туку го истакнуваат. Така што се е работа на политика, повторно ќе кажам. Ние можеме да дискутираме и дискутираме. Ние со нашите колеги имаме и пријателски односи. Никогаш не се нарушени тие односи заради тоа што јас имам поинаков став од некојго. Така? Меѓутоа проблемот е кога тој став, едниот став се наметнува на другиот став и тоа треба да се догматизира политички. И тоа да стане дел од наративот национален и тоа да стане дел од идентитетот. И тоа тука е суштината на тие прашања. Ако сакаме реално да зборуваме европски, ќе зборуваме на европски начин и ќе делуваме на европски начин. Ако сака реално добрососедство било кој, во тој случај нема да засегнува историјата, бидејќи историјата е суштина на идентитет. Ако двете страни не зборуваат на европски начин, како што ја велите, каква реторика користи Бугарија или вашите бугарски колеги? Од една страна велите дека релативно имате добри Апсолутно. Мислам, односи. Видете, ние можеме да спориме за одредени аргументи, да речеме, или одредени историски контексти. И тоа го правиме на европски начин, преку академски конференции, објавување на наши статии, книги во странство,
Јас тоа го правам постојано во странство за да се покаже дека едноставно дека она што треба да бидеме во текст со времето е сосема поинакво од она што ни се пласира од 19 век. И таа деконструкција е дел од современата историографија. Сега вие ако зборувате со термини или со погледи од 19 век, вие никаде нема да стасате. Под наслов Траумата на македонците и табуто на бугарите. Цитирам: Македонците и бугарите денес ревносно дискутираат за националноста на Гоце Делчев, а не за тоа што навистина се случуваше кога бугарската армија ја окупираше Македонија и чија беше одговорноста за тоа. Пишува писателката, филозофка македонска и германска Кица Колбе. Да, И прашањето ми е, се уште ќе имаме дилеми околу тоа чиј е Гоце Делчев, дали треба заеднички да прославуваме настани личности, историски настани личности. Направивме еден обид на заедничко одбележување на 2 август и тука завршивме. Јас мислам дека ние немаме дилеми чиј е Гоце Делчев. Така што ние имаме традиции за Гоце Делчев, не само за Гоце Делчев, и за сите. Не сме ние од вчера нација создадена, ниту сме од 44-та како народ создадени. Ние имаме традиции, имаме своји дедовци, прадедовци, прапрадедовци кои што ги пренесувале тие традиции. Така што, како да ви кажам, едно е, повторно ќе се навратам на тоа, дека традициите се клучниот сегмент кој што се одржувале на меѓународот, нели? И не случајно е тоа после создадено или рефлектирано во одреден времено, во одредена државна стратегија. Зборам за АСНОМ. АСНОМ јасно дефинира, повторно ќе се укажам на АСНОМ, бидејќи за мене АСНОМ е фундаментот, нели, на тие традиции. Значи ги врамува тие традиции, ако го прочитате и манифестот, и сите одлуки зборуваат за Гоце Делчев, зборуваат за Самуил, дека тоа после Самуил втората, нели, држава повторно на македонскиот народ или повторно се создава државност, а исто така имате и за Гоце Делчев, дека дигнете го што повисоко знамето на Гоце Делчев, или сите тие елементи укажуваат дека борбата, да се вратиме на нашата тема, борбата за ослободување на Македонија базирана на тие традиции. Тука немало некој да каже, нели, историчар ова. Едноставно тоа произлега од народот кој што живеел со тие традиции, а истовремено доволно да се погледне после Втората светска војна, ако гледаме на контекстот на Втората светска војна, дека самата Бугарија се откажува, односно се дистанцира од сите тие тенденции за присвојување на историјата на Македонија, па дури го карактеризира како бугарски шовинизам во нивните сами интелектуалци. Така што мислам дека пораката е таа, дека ние треба да, ако гледаме порака за 11 октомври, треба да сите да бидеме свесни дека тоа е израз на една државотворност која што постојано треба да ни биде, нели, водилка и во современиот контекст, бидејќи не е само 11 октомври, зборуваме, нели, за другите традиции. Меѓутоа 11 октомври кога го славиме, знаем, треба да имаме предвид сите овие аспекти кои што ги зборувавме и да биде тоа момент на сеќавање, момент на, повторно ќе кажам, преиспитување, што правиме и како правиме и што треба да правиме. Не само за нас самите себе, туку и за нашите претходници и нашите идни генерации. Она што мене ми пречи е што во општеството во изминатиот период многу се наметна таа општа, зборам претходниве неколку години, се наметна една
димензија на тоа дека историјата не е толку важна, дека учебниците треба и да се менуваат, дека она што е минато па и не е толку важно, гледајте на иднината и сето тоа се рефлектира во општеството. Гледајте, погледнете ги другите држави, како ја ценат историјата, како гледаат на историјата како еден фундамент на државноста, на идентитетот на самите себе. Благодарам за интервјуто. Благодарам на поканата. Професор доктор Митко Панов, директор на Институтот за национална историја. Го следевте празничното издание на ТВ магазинот Трилинг, кое го снимавме ден пред 11 октомври. Се уште низ градот фреквенција на возила, но сосема е очигледно дека токму денот 11 октомври ќе биде повод и причина голем број на македонски граѓани да ја напуштат државата. Празник, довидување, се гледаме за 7 дена во исто време.